Почитувани, добар ден и од мене. Денес ќе разговараме со Боријан Павловски од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Тие деновиве упатија уште еден апел до надлежните, истражување кои што вели дека Македонија повторно сведочи за поразителни податоци, откако вашите истражувања покажуваат дека во нашата земја се уште не постои организиран скрининг за рак на грлото на матката. Еве нешто подетално токму на оваа тематика, како увертира, па потоа ќе идеме и со останативе прашања. Да, токму така како што напоменавте, иако постои веќе со години назад, повеќе од 8 години програма за скрининг на рак на грло на матката, во реалноста организиран скрининг можеме да кажеме дека реално не постои. Бидејќи податоците што се од годините пред пандемијата до 2019 беше дека само 28% од жените беа опфатени со овој скрининг, што воопшто не е доволно, бидејќи земјите на Европската унија бележат опфат со жените со скрининг над 75%, што е и ефективен скрининг. Во годините на пандемијата состојбата дополнително се влоши, па така да во 2021 година само околу 22% од жените беа опфатени со оваа скрининг програма. И сега ние, нашата реакција конкретно сега, што ја испративме до јавноста, е тоа што програмата за рана детекција на малигни заболувања буџетот е намален за 2023 година за 2 милиони денари. Во оваа програма, покрај скринингот за рак на грло на матка, е предвиден и скрининг за рак на дојка, предвидени се активности за скрининг за рак на дебело црево, за рак на џигарот и простата. Што значи дека за сите овие скрининзи предвидени беа само 25 милиони денари во 2022 и тоа е недоволно, а во 2023 се намалени на 23 милиони денари. Значи, сосема е несериозно да се планираат скрининзи за 4 малигни заболувања, а да се одвојат само 23 милиони денари за цела година. Програмата се уште не е објавена во службен весник, не е јавно достапна, така да не знаеме компонентата за скрининг на рак на грло на матка дали и колку е намалена, бидејќи има повеќе скрининзи во оваа програма. Значи, кон што води тоа? Води кон реално скратување на животниот век на жените, кон дополнителни страдања и така натаму. Зошто? Бидејќи ракот на грлото на матката е еден од карциномите кој што колку навремено се открие, може успешно и потполно да се излекува со релативно едноставни зафати, методи, медицински зафати. Меѓутоа, ако се открие во доцна фаза, третманот е посложен, поагресивен за жената, тоа е хемотерапија, зрачење, што става последици, што дополнителни малтретирање и така натаму, а за жал секоја година околу 40 жени умираат од рак на грло на матка во Македонија и тоа е веќе години наназад. Што значи дека скринингот не ја подобрил состојбата. Над 350 жени годишно се лекуваат на клиниката за онкологија со овие агресивни третмани, со зрачење, со хемотерапија, што значи дека се откриени во доцна фаза. Сето ова може да се спречи, буквално да нема ни еден смртен случај, ако имаме успешен скрининг за рак на грло на матка, секако прво протени со ХПВ вакцинација и со останати методи. Во 2022 година Министерството за здравство ја укина мерката за активно поканување на жените за да се јават на преглед со ПАП тест, бидејќи тоа е всушност скринингот. Туку ја промовираше интернет страната screening.mk, каде што жените треба самостојно да се пријават преку таа интернет платформа за да направат преглед кај гинеколог со ПАП тест. Ние се согласуваме и сега како поддржуваме дека треба да се модернизира здравството, одиме кон дигитализација, тоа се современите текови, тоа е точно. Меѓутоа, ова не се официјална податоци, меѓутоа изјава во медиумите дадена од Министерството за здравство е само дека околу 12.000 жени во 2022 година направиле ПАП тест преку оваа веб платформа screening.mk, што е само 10% од целата група на жени, што значи уште понизок опфат од претходно 22% кога беше со поканување. Нашето истражување кое што го спроведовме во рурални средини, во селата во Македонија и помеѓу ромското население, покажа дека само 24% од жените од руралните средини можат самостојно да се пријават преку интернет платформа, а само 16% од жените ромки. Значи, не секој може подеднакво да пристапи
кон оваа интернет страна Screening МК за да си закаже преглед, бидејќи луѓето немаат пристап до интернет, немаат пристап до дигитални уреди, и па и нивото на дигитална писменост, бидејќи за овој скрининг до возраст над 60 години, не сите повозрастната популација, жени со пониска писменост и останати, едноставно не можат сами да закажат преглед, така да мора да постојат и други мерки. Секако може да се јават кај својот матичен гинеколог. Меѓутоа, за да се остави тоа чисто на волјата на жените, треба да постои сериозна едукативна и промотивна кампања за важноста на гинеколошкиот преглед со пап тест. Доколку имаме, а нема, за жал, отсуствува кај нас. Доколку имаме засилена кампања и едукација, да, жените ќе се потикнати самостојно да се прејавуваат или на интернет страна или да се јават кај својот матичен гинеколог. Меѓутоа кај нас тоа недостасува. Едноставно, при нашите истражувања покажа дека само 5% од жените знаат дека општо постои оваа интернет страна Screening МК, а не па да пристапат до неа. Ако не е доволно промовирана интернет страната, ако жените не се едуцирани, не можат ни сами да се пријавуваат. Пример, можеме да го искористиме примерот од блиска земја, од Словенија, каде што е скринингот еден од најуспешните во светот, таму во Европа, извинете. Таму точно е дека жените самостојно се пријавуваат, меѓутоа си има едукативни кампањи континуирано. А тие жени пак кои што нема да се пријават навремено, ќе добијат покана. Така да можеме да го земеме и тој пример, да со едукативна кампања жените сами да се пријавуваат, а оние што пак нема да се пријават за преглед, да си добијат покана. Многу чест изговор од Министерството за здравство е дека голем дел од жените не добиваат покана бидејќи гинеколозите ги немаат точните адреси и така натаму, или пак дека гинеколозите се преотоварени со работа, и тоа е факт, бидејќи се малку, па не сите од нив немаат време доволно да посветат да праќаат покани. И за тоа постои решение. Може да се сведе на регионално ниво. Тука е фондот за здравствено осигурување, тука се центрите за јавно здравје. Може они да праќаат покани. Значи за се има решение, за се има начин како да се пристапи за да се подобри овој скрининг, но меѓутоа потребни се повеќе средства, поголема координираност и поголема посветеност на јавните здравствени установи. Кој е проблемот според вас? С оглед на тоа што пред крајот на 2022 година вие јавно со уште неколку невладени здруженија кои работите со вакви статистички податоци за јавното здравје на граѓаните, упативте порека дека планираниот буџет кој сега гледаме веќе дека е изгласан нема да биде доволен за да можеме да превенираме, а не потоа да ги лечиме граѓаните кои што особено сега кога збориме за скрининг на рак на матката кај жените, дека е процес кој што е навистина тежок. Меѓутоа, колку често имате разбирање, слух од нивна страна, од Министерство за здравство да седнете на маса, да разговарате и да сите овие истражувања кои што ги применувате да покажат разбирање и на некој начин да најдете заедничко решение со оглед на тоа што на овој начин со намалување на буџетот очигледно е далеко од секоја европска земја за која што ние како држава се бориме да ги прифатиме сите оние позитивни нивни практики. Токму така, како што напоменавте, значи крадењето не е само за оваа програма. Ние увидовме како Здружение на граѓани и останати здруженија дека предлог буџетот кој што беше пратен од владата до собранието, дека во предлог буџетот намалени се буџетите за повеќе програми на Министерството за здравство, за многу. Случувајќи и програмата за здравствена заштита на мајки и деца, програмата за превенција од ХИВ и СИДА и така натаму. И се обединивме, поголема група на Здруженија на граѓани, во декември апелиравме пред се до собранието да дадовме амандмани за со цел пратениците да предложат зголемување на буџетите за сите овие програми или минимум да останат и на исто ниво како 2022 година, но и тоа потребно изголемување, не е доволно не тој буџет. Имавме и медиумски обраќања, испративме амандмани до сите пратеници во собранието, бевме поголема група на здруженија, тука е платформата за ХИВ, која што обединува многу здруженија, Здружение ЕСЕ, иницијативата на жени од Штуаризари и така натаму, повеќе здруженија. Апелиравме до пратениците, медиумски се обраќавме, имавме пресконференции, меѓутоа за жал
очигледно не најдовме на разбирање и на слух и буџетот остана така како што беше доставен од владата во однос на овие програми кои што ние ги мониторираме, не можам сега да говорам за другите програми, и тоа програмата за мајки и деца и програмата за рана детекција на малигни заболувања се скратени како што беше предложено од владата. Значи ние како Здружение на граѓани, Здружение ЕСЕ и другите наши соработници сме учествувале низ годините назад низ многу процеси водени од Министерството за здравство и така натаму, секогаш ги доставуваме нашите наоди, секогаш ги доставуваме нашите препораки. Конкретно Здружение ЕСЕ од 2012 година посветено работи на програмата на скрининг на рак на грлото на матката и за рак на дојка. Само ние имаме подготвено повеќе публикации со наоди, со предлози, со барања, конкретни специфични како да се подобри скринингот. За жал многу малку од тоа, да не речам, речиси воопшто ништо не е прифатено из годините назад, иако сме имале многу контакти, многу средби со представници од Министерството за здравство, барања, публикации, доставување на материјали со резултати, со наоди и со конкретни препораки. За жал, не знам зошто нема некако волја да се унапреди овој скрининг и скринингот на рак на дојка, а со многу едноставни и релативно ефтини методи се добива многу. Се спасуваат животи, се намалува страдањето на жените и се подобрува животот на жените. Тоа не е само дека покрај тоа што страдаат жените, страда целото семејство позади нив. Значи тоа не се само 40 и 350, 40 жени што умираат, 350 што се лекуваат со агресивни третмани, туку цели семејства страдаат поради ова. А нема слух да се подобри и да се напреди оваа програма. Веќе констатиравме дека буџетот ќе биде и дефинитивно намален за годинава, па мене ме интересира според вас, што ќе значи тоа? Дека ќе има поголем број на починати жени? Од една страна, значи, податоците што ги разгледуваме ние со годините наназад е дека смртноста е останува иста. Овој е карцином рак кој што прогредира споро. Значи, потребни се години за да премине во напредна фаза и да дојде до смртен исход. Така да ние практично последиците што ги гледаме оваа година, колку жени се починати од овој рак, се доложени на тоа што немаме добро организиран скрининг веќе 7 години назад. И тоа што повторно ќе нема доволно буџетски средства, пак ќе немаме добро организиран скрининг и низ годините што следуваат, повторно ќе бележиме смртни случаи на жените, ќе видиме дали ќе бидат зголемени или ќе останат исти, меѓутоа што остануваат исти е доста високо и треба да има тенденција да се намалуваат. Европската унија веќе има зацртано цели потполно да се елиминираат смртните случаи од рак на грлото на матката преку скрининг и преку вакцинација против ХПВ. И за пред самиот крај, кој е вашиот апел до Министерството за здравство? Што е неопходно за да се намали ставката на откривање на ракот на грлото на матката, иако веќе во некои наврати напоминавме, меѓутоа конкретно еве за годинава која што предстои, како сето тоа да биде превенирано и со ваков намален буџет? Мислам треба да е сериозен пристап. Прво, доколку постои било каква можност со ребаланс или други со ребаланс на буџетот секако, да се зголеми буџетот за оваа програма пред се. Меѓутоа, потребна и подобра координација помеѓу различните здравствени установи и здравствените власти за сериозен пристап кон добро организирање и спроведување на оваа програма. Како што реков, тука не треба да биде само Министерството за здравство, тука се вклучени матичните гинеколози. Треба поактивно да се вклучат центрите за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, па и фондот за здравствено осигурување секако заедно и координирано да пристапат да се направи поголем опфат на жените. Постои веб платформата добро, меѓутоа да се зголеми едукацијата, тоа е клучно кај нас. Сите наши истражувања покажуваат дека жените во недоволен обем прават редовни превентивни гинеколошки прегледи. Тоа отсуствува. Меѓутоа зошто? Затоа што отсуствува здравствена едукација и здравствена кампања. Тука прво јасно е да се засили едукацијата и кампањата. Ако жените се доволно свесни, и самите ќе да направат пап тест. Недостигот на матични гинеколози веќе со години е проблем. Матични гинеколози го спроведуваат овој скрининг, а во 40 општини ги нема. Во другите општини се во недоволен број. Така да многу од жените не можат ни да изберат матичен гинеколог, пошто се веќе преполни со пациенти, постоечките матични гинеколози.
Веќе минатата година имаше обиди специјалистите по семејна медицина кои што работат како матични лекари да бидат вклучени во земање на ПАП-БРИЗ, што е позитивен исчекор. Се надевам дека тоа ќе се унапреди. Исто така, минатата година имаше иницијатива за мобилна гинеколошка амбуланта, која што патуваше низ државата и правеше гинеколошки прегледи и ПАП тестови во мобилна гинеколошка амбуланта. Меѓутоа, ние кога го правевме изражувањето на терен, например, видовме дека повторно не биле посетени многу рурални средини и селата кои што најмногу имаат потреба. Во најголем дел била стационирана во градовите. Има пример каде што во еден град била мобилната гинеколошка амбуланта во дворот на здравствениот дом, каде што има гинеколог. Значи, тоа е позитивен исчекор за мобилна гинеколошка амбуланта, меѓутоа да дојди во повеќе населени места, токму во оние, особено во оние општини каде што нема матични гинеколози. Тоа се 40 општини. Тие општини најмногу имаат потреба да бидат посетени мобилната гинеколошка амбуланта, да се вклучат и општите болници во спредување на скринингот, бидејќи нема доволно матични гинеколози. Значи, и да се води евиденција преку оваа веб платформа Скрининг МК, се надам дека треба да се унапреди и да се води евиденција кои жени, особено оние жени што немаат долги години направено ПАП тест, 3 години, 5 години кои што немаат направено ПАП тест, па до нив да се праќаат покани, да се контактираат, да има патронажната служба на терен, да ги посети, да ги покани. Значи, потребни се низа на координирани мерки за да ја постигнеме целта, да го зголемиме опфатот на жените со скрининг на рак на грло на матка и конечно да ја намалиме смртноста од ова заболување.